Следна тема која ќе обработиме се однесува на контрола на инфекции, на крвавења и на отоци. Замислете една ваква ситуација. Вашето дете, додека се играло со другите деца надвор, се бркале меѓу себе и се обиделе да прескокнат метална ограда. На таа метална ограда вашето дете се повредува, како нашето дете во овој случај. И се јавува крварење. Најпрво неколку работи да напомнам. Секогаш заштитете се кога работите со крв. Секогаш користете чиста ткаенина кога сакате да сопрете крварење од една ваква рана. Но што можеме да направиме во овој случај да му помогнеме на нашето дете кое што очигледно крвари? Ќе земеме една стерилна газа или чиста ткаенина. Запомнете чиста. Доволно е да ја предиплиме и да нанесеме притисок локално таму каде што крвари. Запомнете, проверете прво од каде крвари, па таму ќе нанесете притисок. Притисок ќе нанесете во време траење од 2, 3 до 5 минути. Но неколку работи да напомнеме. Доколку раната после 5 минути се уште крвари, побарајте стручна помош. Во кои други ситуации ќе треба да побарате стручна помош? Тогаш кога раната е поголема од 1 сантиметар. Тогаш кога раната не затвора, па дури ни во првите 6 часа раната не затворила. Во сите тие ситуации ќе побарате стручна помош. И уште една работа да напомнеме. Доколку како во нашиот случај, вашето дете се повредило на метална ограда или на било каков метал, во тој случај побарете стручна помош. Но кога веќе зборуваме за крвавење, да го спомнеме и крвавењето од носот. Има дечиња кои што се склони кон крвавење од носот, повремено, понекогаш. Што можеме да направиме во тој случај? Една чиста ткаенина ќе земеме и ќе притиснеме. Ќе ги притиснеме меките делови од носот веднаш под коската, под носната коска. И запомнете уште една работа. Главата ја зафрламе благо нанапред. Не наназад, нанапред. Која е причината? Покрај тоа што полесно е нанапред, втората работа е затоа што сите секрети и сета крв што отишла назад, преку задната страна на носната шуплина, во устната шуплина, детето едноставно ќе ја исплука. Нема да ја проголта и нема да се задави. Доколку забележувате дека поминале од прилика 2 минути и се уште има крвавење од носот благо, во тој случај доволно е да нанесете и локално мраз на носот. Може и тоа да го направите. Би очекувале во рок од 3 минути најдолго да престане крвавењето од нос. Доколку продолжи и трае подолго, во тој случај ќе побарате секако помош од стручни лица. И трета појава која ќе опфатиме во ова видео се отоците. Отоци се јавуваат при повреди, како што се краш повредите, така наречени краш повреди, односно кога еден дел од телото е притиснат и извртен помеѓу две тврди тела. Но во тој случај имаме и отворена рана, имаме и крвавење. И во тој случај секако ќе побарате стручна помош. Но доколку кожата е интактна, односно неповредена, како да препознаете дали има оток? Како, например, кај крвен подлив. Меѓутоа, на почетокот, кога уште не е промената бојата на кожата. Едноставно споредете ги двете раце или двете нозе. Напипајте кожата. Дали е затегната, дали осеќате оток. Исто така обрнете внимание дали може би е промената и бојата на кожата. Што може да направите? Едноставно. Тој дел од телото ќе го подигнете, ќе го преврзете евентуално доколку е потребно за да се намали ширењето на отокот и секако ќе нанесете ладна облака.